Не сум Горан Петровски, но сум Цеца и денеска сум во Да си кажеме. Најновата епизода во која што сакаме и денеска да си кажеме за убави, би рекла, работи, но убави од аспект на тоа дека ќе бидат корисни и едукативни содржините кои што следуваат во продолжение. Екот на летната сезона и овие високи, екстремно високи температури си носат и своји последици по однос на здравјето. Денешното издание на Да си кажеме со доктор Александар Митов, кој што е магистар по јавно здравје и влијание на животната средина врз здравјето. Александар, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Како ги поднесувате овие високи, па дури екстремни 40-42 степени? Се криеме, сите предпоставувам. За мене е многу неподнослива оваа температура, предпоставувам како и за сите останати, така што со клима. Со клима и со вода, веројатно, и така? И со многу вода. Хидратација најважна во текот на овие нови периоди. Ние денес одлучивме да зборуваме за тоа што значи безбедна храна, зошто летото, овие високи температури прават летниот период да биде најризичен за расипување на храната. Сите имаме нели храна дома во фрижидерите, дали правилно и паметно ја чуваме и дали правилно ја конзумираме. Дел од прашањата кои што денеска ќе ги поставиме, заедно со тебе ќе ги одговориме. Прво, зошто летниот период е најризичен за труење со храна, расипување на храната и така натаму? Летниот период, сите ни е јасно дека има повеќе фактори кои што се собираат заедно и кои што прават да биде ризикот од заболување, да речеме, предизвикани од храна која што најнародно кажано се расипала, е многу поголем. И заради тоа, просто добро е да се подсетиме во овој период, да ги нагласиме тие некои работи, но има и некои нешта кои што не се толку очигледни, а е доста добро баш да се подсетиме и за нив, за да можеме да ја намалиме веројатноста, бидејќи тоа за некои луѓе може да значи многу едноставна епизода на нарушување на здравјето, но за одредени групи од населението такви инфекции може да значат и посериозно нарушување на здравјето. Може и фатално некогаш да се... Па не дај Боже, но да. Особено, например, имаме групи каде што пролонгирано, да речеме, одење во тоалет, дали е во форма на диареја или ако се појави повраќање или комбинирано, тука се плашиме многу од тој електролитен дисбаланс. Значи, доколку дојде до голема загуба на течности и на електролити, и при тоа, како што спомнавте на почетокот, не пиеме доволно вода или не внесуваме и доволно електролити во таа ситуација, тогаш има ризик здравјето од некоја ваква навидум проста работа извонредно многу да се комплицира. Тоа посебно е важно кај три групи население: кај најмладите, кај дечињата, кај највозрастните и кај луѓето кои што имаат веќе некоја хронична болест како позадина на сето тоа. Од тука и не е така наивно, тоа што го нарекуваме летно расипување на храната и треба доста да се пази. Да, и затоа денеска ќе дадеме одлични совети за тоа како можеме во домашни услови да го запазиме овој момент, затоа што изминатиот период, а и најчесто во текот на летниот период слушаме за труење со храна, веќе и последниве денови се пишуваше низ медиумите, се зборуваше за случаи и во Скопје, но и во останатите градови, така што не е нешто што е невообичаено. Меѓутоа, важно е да потенцираме дека не секој пат тоа доаѓа од некоја јавна кујна, така? Да. Најчесто проблемите со труење на храна можат да дојдат и од домашната кујна. Свесни ли се за тоа граѓаните? Знаете како? Затоа што најчесто сакаме прсот да го впериме кај некој друг. Верувам, тоа е едно. И дополнително, ние сите имаме склоност својот дом да го сметаме за безбеден. Тоа е најприродна реакција. Ние го сметаме својот дом дека е безбеден, дека нема проблеми, впрочем и најголем дел од периодот таков тип на ризици и ги нема. Но мораме да нагласиме дека овие температури, овие услови, 40 на степени ако се надвор, и внатре температурата нормално ќе биде поладно, но сепак ќе се покачи. Макар и да користиме клима, сепак имам средната вредност е покачена. Тие два фактори, посебно во кујната, која што сакаме да си ја сметаме за безбедна, но добро наведовте дека треба да сме свесни за изворите од домашно загадување на храната и труење. Впрочем, во кујната постојат идеални услови, три фактори се,
кои што придонесуваат ризикот да биде значително голем. Да. Прво, температурата општо е покрената. Второ, влажноста во кујната секогаш е поголема, заради тоа што нормално миеме, вода се користи, присутна е таму во тој дел. И трето, храната е таму. Односно тоа на кое што им треба на бактериите за да се размножуваат. Идеални услови, идеални услови, да. Сега има некои површини кои што особено можеме дополнително да се зумираме, да речеме, да се фокусираме на нив. Секоја работна површина во кујната во овој период е под зголемен ризик. Јас вообичаено знаат гледачите кои што ме следат дека не препорачувам претерано пазење во однос на хигиената, нели? Бактериите ги има и по нашите раце, по нашето тело, не се тие секогаш опасни и штетни, но во овој период на 40 степени температура треба да мислиме за нив не само како за пријатели, туку и како за потенцијални непријатели. Од тука тоа што никогаш не би рекол дека треба со антибактериски сапуни да се мие раце, во овој период би го препорачал, особено доколку сме во кујната, бидејќи тогаш сме ризик не само за себе си, туку и за останатите членови во семејството. Да. Второ, овие работни површини за кои што зборувам во кујната, единствена ситуација во овие летни услови е кога би препорачал дополнително санитирање, односно дали ќе правиме дезинфекција со некој појак алкохол или со што и да е, домашна ракија појака, но сепак е нешто кое што треба да се прави во овие услови. Тоа е барем на дневно ниво да се практикува, така? Треба да се пази. Тоа е едно. Второ, сите, еве вака, бидејќи имаме дрвена површина пред нас, сите тие даски кои што ни служат во кујната за сецкање, нели имаат едни од сецкањето, нормално едни вака линии по нив. Тие површини, колку и да треба да сме внимателни, убаво да стргаме или со четка, не само со рака и под млас, заради тоа што таму се создава имено идеален простор за да се навлезат бактерии, и ако тоа не е многу детално измиено, тие дрвото додека ќе се навлажни и го ставиме на страна, има идеални услови да се развие во таа една линија. Дополнително и после кога ние веќе го сметаме за чисто, го зимаме или само ќе го поминеме со една вода, еве нов ризик каде да се... Сега ме замисли за вчера како ги миев даските. Даските дали добро сум ги средила? Даските се посебно значи посебен момент на кој што треба да се обрне внимание. И трето, рачката од фрижидерот. Отинели ние сите ја фаќаат. А знаете како, кога сте во кујна, сите што сме биле во кујна знаеме како, треба да правите нешто и сега немате вие време секогаш да ги измиете рацете па да ја отворите. Многу пати и со не баш чиста рака. Добро, да. Но многу пати со не многу чиста рака ќе ја отворите или некако сепак ја допирате. И повеќе луѓе. Така, и сега тоа од тие најчесто бела пластика ви се чини дека е чисто. Ви се чини дека отинели, ама чисто не подразбира визуелно да можеме да го видиме, најчесто овие бактерии се впрочем невидливи. И затоа ние тие фреквентни позиции, односно работната површина, за садови и за прибор да не зборувам, мислам тоа апсолутно важи во овој период. Но за работната површина во кујната, за даските за сечење и за рачката од фрижидерот, тие се тие кои што треба да ги најголемиот извор или момент на кој што посебно треба да обрнат внимание. Така е, тие се три површини во кујната кои што во овој период треба малку зголемена свесност. Велам, нели, тоа не го препорачуваме во стандардни услови. Тоа е разбирливо дека сите ќе си одржуваат хигиена во својот дом. Тоа е окей, тоа е најнормално. Но во овој период на 40 степени, овие три локации треба да ги пазиме. Доктор Митов, дали сето ова би се случувало и на 30 степени или овие 40 кои што ги живееме па малтене месец дена? Да. Се уште поризични, се зголемува ризикот. Апсолутно да. А впрочем, ова е поврзано со биологијата на самите бактерии, ќе ја објасниме во една-две реченици за да стане јасно зошто температурата е толков проблем. Бактериите се размножуваат на температура, рангот е помеѓу 4 и 60 степени. Тоа е тој прозорец, таа температурна зона во која што тие се размножуваат. Меѓутоа, како одиме погоре, така размножувањето е се побрзо и побрзо. И сега, ако веќе е околу 40-на, 35 нека е, и со дополнително влага и храна, бактериите се донесени во еден оптимум кога тие на секој 20 минути се создава нова генерација. И сега, некој, нели, кој ќе го помисли тоа, што може да значи? Ако некоја храна е загадена, контаминирана, стручен термин,
И таа веќе има неколку милиони бактерии на нејзе. Не се тоа 10-20. Чисто да добијат представа гледачите, во една лажица, народски објаснување. Мора така, во една лажица од земјата, вака ако земеме една лажица, во нејзе има повеќе бактерии отколку што има луѓе на планетава. Значи, што значи концентрација на бактериите? Сега кој ќе донесеме ние од надвор, храна, месо посебно, овошје, зеленчук, се што и да е, тие бактерии сите се тука, се движат. И сега ние кој ќе оставиме на овие 40 на степени и 35 нека се, нешто да стои на собна температура. Таа собна температура не е 15, не е 20, тука е многу повисока. И многу им одговара на тие неколку и стотици илјади или милиони бактерии кои што веќе ги има. И сега тоа експоненцијално, ако го зголемиме, за 20 минути двојно, за 20 минути двојно. Да, и сега вие нешто што сте помислиле дека сте го оставиле надвор, бе еден час стоеше. Да. Така, надвор од фрижидерот. Да. Еден час стоеше, па деве дома сепак условите се прифатливи, нели, климатизираме. Но, кога веќе носело тоа со себе бактерии и останало на таква погодна температура, двојно, за еден час вие може да создадете таква колонија на бактерии, кои што при консумација може да направат голема штета. Значи да не чуди. Затоа да, сите треба да се замислиме како се однесуваме сега, нели, по дома. Знаете како тоа, ако сега земам примерот боксот, тоа е со спуштен гард сме дома. Нели, дома не се браниме. Очекуваме дека е чисто, дека е без така. И бактериите се невидливи и ние не пазиме толку многу. Меѓутоа, овој период, додека вака трае се и се што, да треба да се сетиме и да пазиме кога излегуваме надвор, и да пиеме доволно вода, и третото на кое што треба да се сетиме кога ќе почне вакво нешто, е ајде да бидам сега малку поголема педантерија од вообичаено во однос на храната, за да не си направиме така, затоа што за здравјето се работи. Така. Сега, ова се дел од работите кои што ги зборуваме за домашната кујна и храната која што доаѓа од таму. Но, нели, често луѓето избираат да јадат на јавни места. Што доколку труењето дојде од таму, во смисла на тоа, кога луѓето одат и сака да се нарачат храна, нели, од некој ресторан или нешто слично, на што да обрнат најмногу внимание при нарачката на храна? Која храна да избегнуваме во овој период од годината? Како да биде таа приготвена? Затоа што немаме увид нели во кујната на ресторанот и како се работи таму. Видете, прво тоа може да му се деси секому. Значи ние од тука тргнуваме и тоа не значи дека нема спас, меѓутоа треба да сме свесни дека кои совети да го дадам или што и да направи човек не мора да значи дека 100% ќе се заштити. Но има некои работи кои што укажуваат на тоа. Најважното нешто кое што укажува во правец на како да се заштитиме е тоа што го нарекуваме историјат на некое место. Значи, дали е ресторан, дали е пицерија, дали е сендвичар или што и да е, ако веќе има чиста историја, во смисол не сме чуле, не сме ни од пријатели, ни од медиуми, ни од никаде, немаме слушнато за тоа место да му се случи такво нешто, тоа значи дека внатрешните практики се такви кои што почитуваат хигиена на едно високо ниво. Ако некаде пред 2 недели или пред 3 недели се случило да има таков проблем, треба да се прашаме колку и како ќе постапиме во однос на консумирањето. Тоа е веќе личен. Не навлегуваме. Советот е наш да го дадеме. Советот е наш и е општ, кој што вели дека едно од главните работи, тоа го кажуваме од искуство, дека таму кај што не се случуваат и веројатноста е многу мала, ама на одредени места кај што има еднаш годишно, често се случува. Тоа е еднаш годишно е доста често на некое место да му се случи. И второ, во овој период нема храна која што е целосно безбедна. Зошто? Постои еден термин кој што се нарекува крос-контаминација, може и да зборуваме за него. Вие некоја храна која што најмногу ја сметате дека би требало да биде безбедна во овој период, во кујната може да дојде во контакт со небезбедна храна или директно или индиректно. Ако јас готвам и со раце ја фатам таа храна која што е небезбедна толку, и потоа може да од рацете се пренесува. Па впрочем и најголем дел сега да се префрлам како лекар на интрахоспиталните инфекции, на инфекциите во болнички услови, впрочем најголемиот ризик фактор се луѓето кои што ги носат на своите раце и пренесуваат од еден пациент на друг.
Тоа истото важи и во кујната или во овие места. Значи човекот кој што манипулира со храната, кој што работи со неизе, впрочем може да биде најголемиот извор и тој да го допре едното и после се друго што ќе фати, да биде контаминирано. Од тука хигиената на рацете е на самиот врв во кујната. Бидејќи на тој начин може да се случи една верижна реакција на пренесување понатаму. Еден продукт бил проблематичен. Тоа е таа вкрстена контаминација? Таа е вкрстената контаминација. Значи, кога имаме здраво со нездраво, па страда и... Имено. Едно е проблематично во кујната. Најчесто, например, тоа може да биде свежо месо. Кај свежото месо посебно треба да бидеме внимателни. Самата природа кажува дека тоа е од гледна точка на бактериите извонредно хранлива материја. И нормално е тие таму веднаш да бидат склони на месото да се полепат од надворешната површина, дотолку повеќе што месото потекнува од фарми, од места каде што присуството на патогени бактерии природно е на многу високо ниво. Од таму и употребата на антибиотици. И ако веќе месото под А доаѓа од места каде што може да има многу ризик, под Б самото е склоно и многу вкусно, народно да речеме, за бактериите да се полепат по него. И трето, додека е свежо, некако самото манипулирање со месото не е на такво ниво, нели сметаме ќе се испржи, ќе се испече, ќе се обработи. И дотолку повеќе го прави погодно да биде во овие услови проблематично во однос на развивање на инфекции. Се точно дека ние него го обработуваме термички. И тоа е многу правилно, дали ќе го вариме, дали ќе печеме, дали ќе пржиме, многу е важно во овој период посебно добро месото да биде термички обработено. Значи, ако треба да се мислиме меѓу, нели, има така една голема палета меѓу да биде малку поживо или малце повеќе. Не, овој пат да не биде. Овој пат да не биде. Значи, во овие услови кога е можно, месото е нешто кое што во овој период треба да биде многу добро обработено. Тоа посебно важи, ајде кога се вари, ќе биде. Или дури и кога се пече. Меѓутоа, пржењето треба да пазиме дека може да заврши површно. Ако е особено ако е малку подебело парче, ние треба да бидеме свесни дека внатрешните слоеви може да бидат загреани, но не до таа степен да бидат загреани за да бидат уништени и елиминирани потенцијално присутните патогени бактерии. Од тука во пржењето или треба целосно да го избегнуваме и онака не е здраво, посебно во овој период, но свесноста тука околу месото треба да биде посебно голем. Ајде, кога веќе зборуваме за месото, мислам, примерот кој што го даде, или ако го купиме од продавница, но ако имаме замрзнато во фрижидер, одмрзнувањето? Многу во прашање. Овде одмрзнувањето на месото е извонредно важен процес и честопати сгрешен. Знаем и сега има три начини. Сгрешен постојано или во летниот период, најчесто ги гледаме грешките? Летниот период тие грешки можеме да ги платиме. Инаку може во текот на годината. Како се правилно се одмрзнува месото, нели сега? Според науката велим, според медицината. Да не испадне дека учам неколку како се одмрзнува месото, меѓутоа мораме да си кажеме. Или да си кажеме ние терминот. Како што е името, да. Месото најправилно медицински гледано треба да се одмрзне во фрижидерот. Некој ќе му падне чудно. Ќе го извадиме од длабокото. Не, тоа е третиот и најпогрешниот начин. Го вадиме од фрижидер, од таму каде што е замрзна и го ставаме во нормален обичен фрижидер каде што температурата можеме на новите и да ја видиме 4 степени, 5 степени, 6 степени. За тоа да се одмрзне на таа температура ќе му треба ноќта. Значи ќе треба од вечер да го извадиме од замрзнување, да го ставиме таму и на таа температура од 4-5 степени до утрото или до следниот ден кога ќе го готвиме ќе се одмрзне. Тоа е најбезбедниот начин и најправилниот за одмрзнување на месо. Вториот начин е да го земеме пак од замрзнување и да го ставиме во длабок сад со вода. Тука ќе има потреба водата да ја менуваме неколку пати, да, меѓутоа и тоа се смета за безбеден начин. Топла вода или ладна? Обична вода од чешма. Значи и тука ќе треба неколку пати да ја смениме и тоа е вториот. И третиот, за жал, небезбеден начин е да го оставиме отворено на собна температура, бидејќи тогаш на таа површина или макар и да не е директно изложено,
макар и да е во кесе, тоа може да има со себе некои бактерии кои што едноставно длабокото замрзнување не може се да елиминира. Сега тие кои ќе им дојдат по водните услови, ќе букнат, вака народно кажано, ќе почнат многу да се размножуваат. Затоа одмрзнувањето на месото во овие услови е посебно важна тема. Особено нели летово. Во фрижидер. Значи од долу, ако е долу потоа процесот на готвење без разлика како е одмрзното е она што тоа е претходно. стандардниот, но и на кој што тука има сега нели не сакам многу да претерувам. Препораките се многу детални ако земеме да ги следиме. Сега препораките одат до таа точка да речат дека на запад на пример ги има дека да се користат дури и термометри за храна, за да се провери температурата. Сега ние не ги користиме, не се стандардни во нашите услови, во нашата кујна. Меѓутоа, особено ако станува збор за парче месо кое што се обработува во пржење, тогаш е особено препорачливо со тој тип на термометри да се види која е внатрешната температура. Но, како и за се друго, така и за ова, јас не сакам да преоптеретувам и да правам научна фантастика сега од еден процес на варење и печење, пржење на храна. Но еве ги овие некои елементарни работи како одмрзнувањето, основни што треба да се знаат и да се прават во секоја куќа. Да се потсети човек, видете, стандардно ова не треба да го правиме, нели? Кога се подобри условите. Ние не сме навикнати на сите тие работи, меѓутоа убаво е вака да се потсетиме сега во овие лоши услови временски, да не се направиме на цела белја дополнителна белја. За здравјето кое што не е само индивидуално, туку може да биде колективно во целото семејство. Затоа што сите јадеме и се храниме нели од таа кујна и од тоа јадење кое што во текот на денот ќе биде сготвено. Ајде веќе кога зборуваме за сготвените јадења, значи верувам дека граѓаните може би не им се готви толку многу летниот период, кажуваме и од кои причини, гледаме да е тоа посвежо јадење, салати и така натака, меѓутоа, нели факт е дека во неделата неколку пати ќе се сготви нешто. Како таа храна да се чува потоа? Затоа што некој пат, нели, некои луѓе готват па ќе остане и за следниот ден. Да. Ајде малку совети во поглед на тоа. Дали треба да ја оставаме храната и за следниот ден? Дали таа треба да ја нудиме и на дечиња, затоа што тие се малце по-ризични, по-осетливи? Како да ја чуваме ако воопшто нели ја чуваме? Разбирливо. Во овој период првата препорака е тие остатоци, така да ги речеме од храна. Остатоци се. Кој што си е пак храна, кој што нормално би препорачал да се јаде попладнето или следниот ден. Значи, моја нормална препорака е дека и дома така велиме, храна не се фрла. Да, дека храна не се фрла. И тоа е нормалната, велиме, препорака надвор од портокалова фаза. Така. Дека храната која ќе се приготви или истиот ден подоцна или следниот ден ќе се изеде. Но во портокалова фаза првата препорака, за да не навлеземе после во другите работи кои што ќе ги кажам, е да готвиме помали количини. Значи тоа е првата препорака, оти сега е вакво времето како што е, да не си ги зголемуваме ризиците, оти таа храна како и да ја чуваме, што и да правиме, еден ризик плюс ќе носи со себе. Од тука во овој период, ако е можно, да готвиме помали количини, за да не треба да остане. Тоа што ќе остане, имаме две опции. Нели, останувањето надвор во овие услови треба да се сведе на минимум и треба веднаш да се носи во фрижидер. Во фрижидерот, во овој период, ставаме се и се што. Разбирливо е. Дури и овош и зеленчук да изнакупиме, ако ги оставиме надвор, и тие ќе овенат или ќе изгубат брзо квалитет. Затоа, или на пример имаме сега во фрижидерите лубеници, половина или нешто така. Лубеница. Сега се пренатрупани фрижидерите. Затоа треба да се сетиме во овој период малку да му ја намалиме температурата на фрижидерот. Оти често се отвара. Често се отвара и под Б нормално е пренатрупан. Оти се големи работите кои што ги ставаме во него во овој период. И ако ние така е. И ние ако ставиме сега една половина лубеница во него, времето да си ја постигне температурата која што сме ја сетирале ќе биде малку подолго, заради тоа што тоа пренатрупување и често отварање на фрижидерот во овие услови ќе создаде температурата внатре и да не биде толку како што навидом гледаме. Значи, тоа е да сме свесни дека и фрижидерот во овие услови малку лаже. Значи, и тоа треба да сме свесни. И да си ја поднамалиме температурата, нели, за да немаме... Така е. И посебно ако ни се случи, посебно во овој период, за жал, кај нас за среќа нема такви услови, имаше надвор од Скопје, снемување струја.
во летните периоди, за жал, знае да се случи да се оптерети мрежата или некоја грешка, дефект, што и да е. Навистина, што тогаш посебно треба да пазиме на фрижидерот, бидејќи нели, тоа е единствениот услов кога ако поминат веќе час-два, би препорачал да се размисли таа храна и да се фрли. Значи, иако првото нешто што го кажав е храна не се фрла, меѓутоа снема ли струја? Дури она што е во задлабоко замрзнувачот или таа? Тој ако не го отвараме нема да падне температурата. Нема, зборувам ако снема струја. И тој ќе задржи температура бидејќи има добра изолација, ако не го отвараме, затвараме тие час-два, ќе се намали ќе се зголеми температурата, но не до точка да целосно стане вода, зависи колку време. Да. Но за тој што е нели секојдневниот на 4, 5, 6 степени кој што е, ако неколку часа снема струја, тука веќе треба да бидеме свесни дека ризикот драматично расте. Фрижидерите се место каде што храната е присутна, иако нормално, иако не е ниска температурата, таму да се развијат бактериите, ризикот е огромен. Затворена, влажна просторија. Темна, идеална. И од тука се случили тој момент. А за остатоците, нели велиме ние да ги притоплиме, или да ги истоплиме. Во овие услови не треба само да ги истоплиме. Малтене треба да ги вратиме пак на една температура која што е речиси до готвење точка, за да станат врели. За да, не е сега не важи ако веќе нешто сакаме да го употребиме. Нели првиот совет беше гледајте да не остане што помалку да готвите, но ако веќе остане, оди во фрижидер и кога ќе излезе, видете тоа дури да е на пример паста или што и да е храна која што не е патем толку многу ризична, но кога веќе одела наваму натаму во овие услови, тогаш веќе кога ќе ја стоплиме, и сега веќе кога ќе ја стоплиме, треба да ја стоплиме убаво. Значи да се дигне температурата, да не можеме веднаш пак да ја јадеме. Значи тоа да не биде мерката. А што се постигна со таа висока температура, се уништуваат бактериите? Да, тие бактерии кои што можеби се создале, паднале одозгоре па се направило еден слој или како и да е, ние во овие услови, сега кога ќе ја кренеме убаво температурата пак, ќе ги елиминираме. Затоа кај остатоците посебно внимание. Сега знам, нели звучи надвор од стандардното, јас не цепидлачам вака народно кажано вообичаено, но ова се работи на кој што во овој период, еве го тие 2 недели се во годината, треба да пазиме ти подобро вака да сме нели да се тресеме над ова пази, отколку да ја видиме белјата. Оти некои од овие се така поедноставни, нели во смисол ќе отидеме во тоалет и вака ќе помине ќе не помалтретира, ама други знаат човек да го соборат, да го донесат до болница, да дојде компликација, не Ајде бе, кога веќе ги споминавте, кои се симптомите, како граѓаните да препознаат дека се работи за труење? Дали има различни реакции кај детска популација, кај возрастни? И дали секој еден кој што проба од храната ќе биде потенцијален загрозен, односно ќе го добие труењето, или може некој да помине без никакви последици? Тука индивидуалниот одговор на организмот е многу различен. Значи, еден може да јадат истата храна 4 во семејството, еден да помине полошо, останатите можеби и ништо. Тоа значи дека можеби најголемата концентрација на бактериите било баш во делот кој што не се подеднакво распределени. Тоа е едно, но и второ, самиот имунитет на човекот одредува како ќе си помине во таа ситуација. Од имунитет, зборувајќи за сите форми на имунитет, од и желудечната киселина, например, е една линија на одбрана. Природата ја обмислила нејза да учествува и во варењето на храната, но таа доминантно учествува и во уништувањето на бактериите кои што влегли на таков начин со цел да се заштитиме. Но, како што ги спомнавте, овие групи, и на почетокот ги допревме, но сега повнимателно. Кај дечињата и кај повозрастните или со некоја друга болест веќе присутна. Треба многу повеќе да се пази. Особено кај децата кои што се на помала возраст и може да даваат отпор, например, тие течности, секој знае дека дајте му на дете вода со електролити, ќе се намачите да се убедите да ја испие. Значи, тоа не е вкусно, меѓутоа тука ќе ги правите сите можни работи. Затоа велам тука родителите сега кај децата кога се задржуваме. И му се случи така да има пролив, народно кажано, или да повраќа почесто,
Многу треба да се пази хидрираноста, односно доволно течности кај тоа дете и електролити да биде на високо ниво. Зошто? Заради тоа што кај дете не е доволна само водата, мора и електролити. Мора, оти вака може да се случи да изгуби поголема маса и да почнат компликации кои што се доста непријатни. Затоа ако вие пробате дома и не можете да се убедите за течности, за електролити, за тие работи, веднаш да се слушнат со својот матичен лекар, кој што ќе ги упати дополнително за понатамошна процедура што како треба да се прави. Но кај децата не го занемаруваат тој момент. Кај деца не. Не е дека ќе му помине или нормално дека дај Боже ќе му помине, така се надеваме, секој родител така размислува. Но на овој тип се појавили малку повеќе повраќање, малку повеќе пролив, тука треба многу да се внимава, треба да се внимава за дечињата. Второ, исто кај повозрасните. И кај нив електролитниот дисбаланс може да лесно и брзо да настане. Посебно ако има некое бубрежно заболување, посебно калиумот ако варира. Сега нели да не обременувам со стручни термини и со состојби. И тука или пак било кои заболувања на бубрезите, кај дијабетот, кој што ќе даде кај дијабетичарите на пример ќе даде рапиден скок, една ваква инфекција ќе даде скок и на шекерот. Сакам да речам, не се една и две работи, кај овие три групи треба посебно да се внимава. Ги споменавме децата, ги споменавме возрастните, сите сакаме особено во летниот период да конзумираме повеќе овош и зеленчук. Да. Но дали правилно и како правилно да го конзумираме или да го измиеме за да се спасиме од сите тие бактерии. Тука е веќе кај овошјето и зеленчукот нема варење, нема печење. Затоа што видиме нели поубаво овошје зеленчук отколку месо, кога веќе објаснивме за тој процес со месото, меѓутоа сега да објасниме како со овошјето и зеленчукот. Со лубенициве и сите други работи кои што се конзумираат. Првото што треба секогаш да го провериме е да видиме дали нешто за тие што имаат работи, што имаат рок на нив, да го дзирнеме рокот во овој период дополнително, а ако е за овошје, ако некое велиме екинисано или на границата, да го фрлиме веднаш. Значи да не земаме ризици, вака предострожно. Дури да не го чуваме така во фризидер, зашто тоа дополнително ќе на другите. Значи нешто и да го донесеме од пазар или од продавници не сме виделе, сега гледаме и веднаш треба да го отстраниме бидејќи во овој период и тоа може да направи брзо компликација. Тоа е прво. Второ, деталното миење нема замена кај овие. Има некои кои што се покомплицирани, например марулата, тоа ќе бара лист по лист да миеме внимателно и добро е ако можеме да оставиме да отстои, дали е овошјето, дали е зеленчукот во вода. Во водата можеме да ставиме или малку сол или малку оцет. Или сода бикарбонат. И тоа помага. Кој да е од трите, ако ставиме и не само од нечистоти, туку и тие што се така наречени резидуи од пестициди, ако ги има, ќе помогне еден дел од нив да отпадне, значи едно половина час и потоа втората фаза под силен млас, значи под млас го нагласуваме моментот, да носи, да чисти, ги стргаме убаво, ги миеме. Тоа е тоа. Не се филозофии во прашање, прашањето е во конзистентноста и во редовната употреба на ова што го кажувам. Јас ќе се навратам на лубеницава, бидејќи сите имаме периодов дома и велиш нели половина од фрижидерот најчесто може да не биде зафатен со лубеница, но таа често ја ставаме нели пресечена на пола со кората. Не знам дали луѓето ја практикуваат да ја мијат кората или не и така ќе ја стават. Тоа е грешка ако не се измие. Ајде околу тоа. Затоа што верувам дека има и такви граѓани кои што не обрнуваат толку многу, можеби или не знам се на отворено на плажа, купуваат лубеница, ја сечат одма, ја даваат на деца, нели. Тука ќе ја спомнам таа комбинација помеѓу не само кај лубеницата, туку и кај на пример и кај месото, ако скара приготвуваме на пример да го речеме и тоа. Сега сме лето, нели? Лето па има и скара, па има и такви работи. Сега ние треба да го разбереме моментот дека на една храна може да има чиста површина и нечиста површина, како што е на пример лубеницата, но на истата храна може да и биде пред и по приготвувањето, на пример, многу проста работа е во прашање. Нели, секако дека на едно место ќе стои месото што не е сготвено и во друго тенџере, најнародно кажано ќе стои, ако скара збориме сега, ќе стои приготвеното. Но ако со истата штипка го фаќаме едното. Апсолутно, ако го фаќаме и едното и другото,
а мала е веројатноста дека има две, затоа се едуцираме, затоа зборуваме. Дека една штипка треба да оди со месото кое што е сирово, незготвено, а друга треба да оди со тоа кое што е. Заради тоа што ние ако само таа една ја користиме, и ако е најнормално, например, да се фати нешто на тоа месо, на површината кое што уште не е сготвено, ние го прескокнуваме процесот на готвење и ја загадуваме веќе сготвената, прочистена термички храна. Најпроста работа. Значи, и еве како од едни домашни услови, од нешто што да речеме испечено, изгорено месото, ќе кажеме кај ќе остане бактерија на него, но штипката ако со која што баратаме, ако не биде различна во однос на ова едност првото, тогаш еве го проблемот каде е. Затоа велам, ниеден период друг од годината како што овој треба да имаме една малку понагласена свесност, не да развиваме паранои што се вели така народно кажано, до една зголемена свесност дека во овој период ова може да ни се случи и вакви ситни работи може да не заштитат од голем проблем. Тој голем проблем кој што може да настане, односно тоа труење, некој пат велиме може да биде кратко и не е толку фатално, меѓутоа има ситуации кои што вие ги споменавте од X други причини кај одредена категорија на луѓе може да биде и многу покомплицирано. Кои би биле онака, да речам, веќе сме скоро пред крајот, главните совети, иако се тоа што досега го кажуваме се совети, меѓутоа на што најмногу треба да се внимава периодов? Видете, треба веќе ако се што околу пазење кажавме, вториот момент кој што би го нагласил како совет пред крај е кога човек веќе почува да осеќа дека нешто не ја бива работата и дека нешто јадел. Да, ние ги кажавме и симптомите. Ги наведовме. Но тука е моментот на земање активен јаглен. Исто, извинете, ќе прекинам. Некогаш луѓето сами се лекуваат, нели, поучени од она што претходно го поминале. Сите сме поминале низ сега, во оваа ситуација, оние работи кои што ги знаеме од претходно, добре дојдени сета јаглен да се земе електролити и така натаму, или веднаш поставиме на доктор? Не, видете, и здравствениот систем во овој период е оптоварен. Значи има и луѓе кои што не дај Боже се евуваат за многу посериозни работи. Значи и ние мораме да го имаме тој момент на свесност, оти тој систем е колективен. Сега некој не дај Боже таму ќе се јават, оти некој ќе падне од овие температури и мозочни удари има изголемено и се. И да не дојде дека сега ние заради една диареја ги оптеретуваме тие служби. Но првото нешто за само помош во таа ситуација, активниот јаглен белја не може да не направи во оваа ситуација. Тоа е нели јаглен, кој што има капацитет на своите пори да абсорбира и ако има некои такви токсини или бактерии, ќе ги фати на себе и ќе ги однесе. Тоа е првото нешто. Второто нешто, ако уште чувствуваме дека имаме таква содржина во стомакот и било непосредно едењето, ако треба и ќе стимулираме да го исчистиме, нели, преку повраќање. Да ја исчистиме таа содржина, да не останеме да се мачиме подолг период. Вода, електролити да не му звучи на некого многу филозофија, еве ја чашата, ставаме во нејзе пола лажичка сол, ја мешаме и пиеме. Сега зборуваме солена вода. Зборуваме сега за прва помош дома, ако треба и ќе си купиме од аптека нели едно кесенце за електролити. Меѓутоа зборувам во најдомашни услови како да се снеде. И ако видиме дека почнеме и температура да креваме и грчеви големи да се јавуваат или не дај Боже да почне столицата да добива примеси на крв и такви работи, тоа е моментот кога веќе треба да се јавиме на матичниот лекар и да му кажеме што се случува и да побараме. Се претходно со оглед на тоа што сите сме поминале, можеме сите сме поминале, сакале некеле и ќе поминуваме. Колку најмногу може да трае? Зависи многу. Значи тоа е од неколку часа до неколку дена. Зависи за кој инфект во суштина го направил проблемот. Дали е салмонелоза, дали е шерихија, значи тука веќе нели да не оптеретувам, секоја си има посебна клиничка слика и секоја си има различен период и на инкубација и на траење кога ќе се појават симптомите, но во секој случај советите генерални за заштита и за прва помош се истите.
тие се. Јас мислам дека горе-долу најголем дел од работите ги опфативме, бидејќи минутажата ни е и толку. Да си кажеме денеска за нели што тоа значи безбедна храна на овие екстремно високи температури. Спомена и ти, ова се 2-3 недели кога посебно треба да внимаваме, затоа што па и не секој лето нели се случува да имаме волку високи. Така е, дај Боже да нема многу често вакви лета, да. Да, но со оглед на тоа што храната сите ја конзумираме и е нешто што е неопходно. Тука е, нема тука е. Мислам дека навистина од есенцијално значење беа овие денешни совети. Благодарам за преубавиот разговор. Ви благодарам за приликата. Посакувам убаво лето. Исто и вам. Со што помалку вакви проблеми и така е во новата сезона да се дружиме повторно се разбира во корист на гледачите за убави и корисни совети. Денеска да си кажеме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје и влијание на животната средина во здравјето, зборувавме за тоа што значи безбедна храна во овој летен период кога температурите се екстремно високи и во период кога храната најчесто се расипува. Како да го избегнеме тоа труење, имавте можност да слушнете од неговите совети. Сите вие кои што за жал го пропуштивте разговорот или можеби некаде на средина не фативте, за кусо на нашиот YouTube канал ќе го има и целиот разговор. Ви благодарам за вниманието, останете на Телма, се разбира до 11 имаме уште бројни содржини.